Ке ги апси, а? Не може коалиција да направи. Изет меѓути вика, нема да поддржиме ние тие што ќе ги апсат УЧК или тие што зборат лошо против Па УЧК. ја мислам и него да го апси и оне УЧК. Ја мислам дека уште вечер треба Панче Тошковски да се Па пушти. што да не е чист случајно? Не, Изет. Да. Посмеал. Изет меѓути ги брани УЧК, а треба да влага у коалиција. Се како ова? И Идеме прво да видиме што вика Изет меѓути представник на коалицијата Влен, дали и под кои услови ќе коалицира со ВМРО ДПМН, нели Влен како албанска опозиција, како блок на албанската опозиција, под кои услови би коалицирале со ВМРО ДПМН. Ајде да почнеме од првото видео. Дали оди? Значи ова е не е повеќе работи каже Изет меѓути меѓу кои што и под кои услови ќе коалицира. сакаш да почнеме од тоа што Не е битно од од кој ќе условите? не е битно од кој ќе почнеме. Почни од прво. Добрите албанци. Не, почни од било кој. За МВР. Ајде, За МВР. ајде. Конкретно затоа што Гаши вчера спомена посебни сектори во МВР задолжени за борба со корупција и организиран криминал како дел од некаков пакет кој што е договаран, затоа ја прашувам што конкретно до овој момент веќе имате со ВМРО ДПМН? Па, мислам, редно е, значи, после 30 години некои сектори кои што никогаш не биле раководени од албанциве, да имаат и на такви позиции албанци, како што е Министерството за внатрешни работи, јавна безбедност, АНБ, како што е, значи, УЈП, царина и некои столбови од владата, кои што овие 30 години немале ни еден директор на тие позиции албанец или министер за внатрешни работи, и тоа ќе биде и заради тоа што сме силно посветени како да се бојува корупцијата во државата, бидејќи тоа е еден од главните проблеми. Ова е многу коректно барање. Како рече полиција, АНБ, царина, БЈБ БЈБ и УЈП. УЈП. Цела држава. И некои сектори кои што до сега ги немале, на пример во владата некои повисоки позиции. На пример премиер. Не знам, нешто Или повисоки заменик, позиции. Па што заменик премиер има, Па има и премиери. Да. Што да ставиме? Шеф на НАСА. Али у принцип добар пакет. Мислам дека меѓути си ја знае работа. Ти би поддржал ваква коалиција? Ако ги уапси од УЧК, да. Изет меѓути да ги апси овие на пример не ако знам кој Изет ќе ги биде апси. министер за внатрешни. Па МВР го бара, така? Да. Добро, кој да го води МВР, ако ги уапси УЧК, ќе ја поддржам коалицијата. Пошто нели они се криминалци. Чекај се, Меджидит не беше од УЧК или не? Или да, или не? Ама сега е од Влен. Ама он кажува и Ајде да видиме што вика он за Чекај сега, УЧК. момент само. УЧК е ДУИ или УЧК... УЧК е албанскиот народ, највисока вредност за албанците во Македонија, така каже Изет меѓути. Па чекај, што сакаш да кажеш дека не бе друго викаат? ДУИ викаат дека е УЧК само. Или не? Не, ајде да видиме второто видео, да видиме Има тоа. уште нешто кажам? Има. Добрите албанци, bubble.mp4. Очигледно дека постојат и разговори за формирање на мнозинство пост парламентарните избори. Дали коалицијата Влен ќе поддржи Гордана Силјановска-Давкова во вториот круг од претседателските избори? Не сме седнале, значи да разговараме на оваа тема. Треба денови, значи, да седнеме како партнери на Влен. Слушнавме денеска една изјава, за жал, значи тоа не враќа во минатото, ги Која изјава? Денеска од Куманово има непожелна изјава во однос на УЧК. УЧК е свето за албанциве, мислам тоа може да доведе до унифицирање на албанциве и мислам дека не треба да се враќаме на тоа. Ние имаме многу работа како да војуваме корупција, како да обезбедиме подобра иднина за младите тука со добра стратегија, како да запираме, значи, алармантната миграција на младите, а не да се вратиме на такви теми кои што ги оживуваат старите духови. И мислам дека Дали сте близко до одлука да ја поддржите Гордана Силјановска-Давкова? Со такви изјави не. Дали тоа нема да ја наруши потенцијалната коалиција со Мицкоски за парламентарните избори? Очекуваме оградување, значи, од структурата и од ВМРО ДПМН од таквите изјави.
Ќе ги апси, а? Не може коалиција да направи. Изет Меджити вика, нема да поддржиме ние тие што ќе ги апсат УЧК или тие што зборат лошо против Па УЧК. ја мислам и него да го апси и он УЧК. Ја мислам дека уште вечер треба Панче Тошковски да се Па пушти. што да не е чист случајно? Не, Изет. Па сме објавувале ние. Епа, Па вчера објавивме за Билјалка Сега сами прашање. колку беше тендерот 8 милиони евра, 8 милиони денари, тендер дал, а тендерот вредност 800.000. како дал? Па Склучил наместо договор за 8 милиони и 300 илјади денари, а имал најниска понуда добиено за 800.000. Значи, И наместо не најниската, највисоката. Значи само 7 милиона и 200.000 разлика. Па од прилика. Да. Да. Ама Кој? мене ми е И прашање сега- во сега Касами. И сега- Касами. и сега- Чекај Глед. се, а Касами е УЧК или не е УЧК? Па Касами не Чекај знам. се, УЧК се сите албанци или само ДУИ или сите албанци у регионот? Па не, Што е сега УЧК? според Изет Меджити сите албанци. Имам тука малку проблем да Не, сватам и што е јас УЧК. се обидувам да го дефинираме. Он вика дека УЧК било светост за Ама не, албанците. Мицко вика дуи дека ќе ги апси. Не Аха. УЧК. Ама чекај сега, Изет Меджити ги брани УЧК. Изет Меджити ги брани УЧК, а треба Треба- да влага у коалиција. Сега како ова? И А и овој кажа вика ќе ги многу апси. А има И изглед кажа- за министер, да ти кажам за искрено. внатрешни, да. Делува како А и министер кажа, за а и внатрешни. кажа нешто многу битно. Само не Вика, знам точно ако како. продолжат овие напади кон УЧК, кој што е светот за албанците, вика ние може албанците во Македонија да се обединиме. Што значи дека овие добрите албанци од Влен може да отидат со лошите албанци од Дуи, А како што вика- треба да ги апсат и да бидат заедно. И сега Значи ќе треба сите кој кого ќе апси ќе и треба да како- се самоуапсат сите. види, веројатно тоа би имало најголема Зашто логика ќе се разбудат дуовите. од минатото. Ајде да видиме третото видео што вика. Ја би го пуштил сега видеото за бугари устав. Не бе пушти било кое, не е битно. Сите ги Значи, пуштиме секако. Добрите албанци бугари. Што е со прашањето за уставните измени? Поставувате некаков рок или тоа е прашање Не, кое што ви е значи- значено, но без поставување на рокови? Многу едно од најприоритетните прашања, не остапуваме од тоа, но тоа ќе седнеме на маса, ќе преговараме. Услов е идната влада да биде европски ориентирана. Аха, значи Уставните нема измени се приоритет. Да, уставните измени, ставањето на бугарите во уставот се приоритет и нема да има следна влада без европски ориентирана влада. Значи не може да биде неевропски ориентирана или да не ги гласа бугарите во устав. Мицкоски има поддршка од нас да не ги стави бугарите во устав и има поддршка од нас да ги апси УЧК. Сега како ќе го изменаџира со Изет, Беса, Дуи, така натаму, не знам. Ама има поддршка. За овие работи има поддршка да ги апси УЧК и да не ги става бугарите во устав, за тоа да, да. Сега Има поддршка. Сега ова што го збори Изет, не знам. Ајде да видиме што има, уште едно видео има. Има уште едно видео кое што во суштина Не го кажува видеото, ќе го Ајде. изгледаме. Ајде пушти го видеото. И двете партии во македонскиот блок ги осудуваат извиците УЧК на митинзите на ДУИ. Дали тоа значи дека никого нема да поддржите во вториот круг од претседателските избори? Нели тоа го загрозува и цензусот кој што е значаен за ВМРО ДПМН како ваш потенцијален иден партнер во владата? Ова ми личи повеќе значи к дежаву, значи гледано во минатото кога ДУИ и ВМРО значи се удираат за да креват рейтинзи на и едните и другите, мислам дека ова не оди во прилог на иднината, значи не Како, ај пушти го пак? Да бе, да. Ај пушти се го. договарале се напаѓаат. Чудно. Како, ај пушти го пак, Значи, испремете го укреват видеото рейтингот. од Артан.
И двете партии во македонскиот блок ги осудуваат извиците УЧК на митинзите на ДУИ. Дали тоа значи дека никого нема да поддржите во вториот круг од претседателските избори? Нели тоа го загрозува и цензусот кој што е значаен за ВМРО ДПМН како ваш потенцијален иден партнер во владата? Ова ми личи повеќе значи дежаву, значи гледано во минатото кога ДУИ и ВМРО значи се удираат за да креват рейтинзи на и едните и другите, мислам дека ова не оди во прилог на иднината, значи не. А вчера што некој тука ми викаше да не на овој ли треба да му веруваме, пошто ние пуштивме едно видео на кое што Артан Груби збори за план да се напаѓаат меѓу себе ДПМН и ДУИ, тоест УЧК и ДУИ за да си ги креваат меѓусебно рейтинзите. А ми викавте на овој ли треба да му верувам. Добро, еве не му веруваме на овој, ама треба да му веруваме на Изет Меджити, овој коалициониот партнер на Христијан Мицкоски. Ајде да се подсетиме што кажа Артан Груби. Само ако може да прочитам уште нешто од Изет Меджити. Не, ама кое што истото го кажува и знаеме сега зашо е оваа негова изјава и за Силјановска. Вели, жалам што за време како што се доближуваат изборите, ВМРО ДПМН се враќа на старите практики, кои што мислевме дека ги забораве. Дочиташ после да не излеземе од контекст. Пушти го видеото од Артан. И малку политика, целстен напад на опозицијската ВМРО ДПМН во неколку наврати за вас објавува афери, го поврзува вашиот брат со вас и неговиот бизнис, поврзува некои други бизниси со вас. Но ќе се согласите ли со мене дека нападите на ВМРО ДПМН кон ДУИ немаат ефект каков што имаат кога го напаѓаат СДСМ? Практично нападите на ВМРО ДПМН кон ДУИ го креваат рейтингот на ДУИ. Да, затоа велам, имате ефект. И ја им се заблагодарувам и ги поттикнам што е можно повеќе да прават. И мене тоа ми е следното прашање, има ли некаков премолчен договор помеѓу ДУИ и ВМРО ДПМН или измеѓу Артан Груби и Христијан Мицкоски за меѓусебна поддршка во билдањето на рейтингот? Тоа беше една логика на ВМРО и имаше барања постојано да се критикуваме едни со други, затоа што кога ние критикуваме, или албанска партија, критикуваме конзервативна македонска политичка партија, која што гради авторитет врз тоа дека е силна кон албанците, силна кон грците, силна кон бугарите, силна кон србите и дека ние ќе го задржиме македонизмот во Република Македонија. И со тоа им расте нели рейтингот или па и обратно кај нас, кај албанците, дека всушност секој напад од ВМРО ДПМН само ни служи затоа што не можат да го смислат, да ја смислат како политичка партија ВМРО. И со тоа било кого напаѓа ВМРО ДПМН, тој е добар за албанците. Ова е теза на ВМРО ДПМН? Ова се што ми го кажавте? Па го има разговарано, го има кажано, да. Го имат кажано. Го има, рековте го има кажано. Па повеќе, не е само еден човек. Значи, да. Но нас не интересира кој од лидерството го кажал. Ако ова е во суштина е скандалозна теза, ако е на Мицкоски. Па не би сакал сега индивидуално, но да, стои како начин на размислување и не еднаш е кажано ова во неколку наврати. Што било понуда од ВМРО ДПМН, ако можеме добро да ја протолкувам, понуда од ВМРО ДПМН кон ДУИ меѓусебно да се поддржувате во приказниве. Или понуда, барање, идеја, и како сакате да наречете го. Но има сега договор премолчен. Сега не сум комуницирал подолго време, да ви кажам право. Кога ви беше последниот контакт со ВМРО ДПМН? Па се сретнав со Александар Николовски. Во собрање ги гледам како пратеници. Не, кога сте имале средба? Ако не се лажам, последниот состанок беше со Александар Николовски, Мисајловски, Арбер Адеми и јас во однос на овие законскиве решенија за кои што сега се блокираат во собрање. И како беше нивниот став тогаш? Во однос на? Во однос на законските измени? Чека пас од нивниот лидер. Значи, безпредметно беше да преговараме затоа што чека да или... И како беше нивниот став тогаш? Во однос на? Ајде да видиме што вика Изет, пушти го. Секунда. По ова прашање. Да.
И двете партии во македонскиот блок ги осудуваат извиците УЧК на митинзите на ДУИ. Дали тоа значи дека никого нема да поддржите во вториот круг од претседателските избори? Нели тоа го загрозува и цензусот кој што е значаен за ВМРО ДПМН како ваш потенцијален иден партнер во владата? Ова ми личи повеќе значи дежаву, значи гледано во минатото кога ДУИ и ВМРО значи се удираат за да креват рейтинзи на и едните и другите, мислам дека ова не оди во прилог на иднината, значи не. Чеки са. Лошите албанци од УЧК беа во ДУИ. На нив не им веруваме. Добрите албанци од УЧК се во Влен. Изет Меджити. На него исто така да не му веруваме. Абе, карт бланш има да ги апси. Јас сум да ги Он апси. вика криминалците од УЧК ќе ги апси или Не, ДУИ, не, како не. и да е. Да Види, ги уште апси. појако е. Силјановска кажала на митинг во Куманово дека ќе ги актуализира и дека ќе ги гони хашките случаеви. Јас од Чекај, мене имам- Чекај, ама не ги скокај што? темите, брат. Дај поред идеме. Чек, Чекај, не сме поред стигнале идеме. до тоа. Да, поред идеме. Ај И- пушти се Изет Меджити, зошто е љут? Пуштете го тоа Мичо што го најде. Скриншотот да го Ај Мичо, прочитам. прочитај го што вика Изет Меджити. Зошто Изет Меджити нема да ја даде или повикува албанците да не ја дадат поддршка на Гордана Силјановска? Убаво го кажа Мизет Меджити. Мизет го кажа? Мизет Меджити. Вели, Изет Меджити. Нека го Иде ли по- скриншотот? Изет Меджити вели, жал ми е што како што се доближуваат изборите, ВМРО ДПМН се враќа на старите практики кои што мислевме дека се веќе забораени. ВМРО ДПМН продолжува со поларизацијата со ДУИ и тоа е стар и застарен трик. Албанците се заедно кога станува збор за национални прашања, УЧК е света работа за сите нас и никој нема да дозволам никој од нас нема да дозволи да биде ставена во прашање. Или да ја допре. Ова Како е бе го преведе ова ти? Како што читам бе? Па како е тука на албански Не разбираш? на англиски. Значи Изет Меджити уствари вика немој да поддржувате ова Силјановска заради тоа што со ДУИ играат заеднички трик да аха. Чекај па сега ништо не ми е јасно. Сега он вика ќе ги апси ДУИ, а дека овие му се коалиција. Овој као коалиција вика да не гласа за Силјановска. Сега турли таа, кој за кого е овдека бе? А се сеќаваш коалициониот партнер, братот на коалициониот партнер на Мицкоски, кога го пукаше Мицкоски? Атентатка му спремаше? Да, па го пука. Треба и он да одговара. Тој беше од Влем или од ДУИ или од УЧК, од кај беше? Тој е од Алијанса за албанците. А тие кај се? Тие се увлен. Па А дел Влем- се увлен, а- дел се со ДУИ, Ама а Влем, уствари сите имаат албанци завера против Мицкоски. а Влем е Јако УЧК што или Ама е Мицкоски ДУИ? сака да ги апси, ама ќе прави коалиција со Таравари и Влен. Не знам, Чудно. чудно. Да. Дали може да видиме што да ајде Филип Чекај сега, кого ќе апси он? За кого вика? За ДУИ, за УЧК, за Влем, за Изет или за сите? За како е сега планот? Имаме најасно. Значи како и да е поддршка му даваме на Христијан Мицкоски да ги апси сите од УЧК. И ја не знам што прават овдека, ама поддршка Ајде. му даваме да ги апси Ајде, Мицкоски, така. да ги апси сите од УЧК.